Ова е исклучително битен ден не само за нашата школа, туку и за целата општина. Некои соништа траат еден ден, еден ноќ, некои соништа траат со недели, некои соништа со години. Сонот на мојата генерација беше да имаме спортска сала во тогашно Ленин, сегашно Гоце Делчев. Тоа не беше сон на мојата генерација, тоа беше сон на 55 генерации кои што завршија во ова прекрасно училиште. Така да денеска зборувам како градоначалник, многу повеќе како родител на две деца случаат овде, ама најмногу како ученик кој што од 1 до 8, тогаш не беа 9 до 8 години, учев во ова основно училиште. Не ми беше сеедно што и тогаш браќа Рибар, сега Димитар Миладинов, и Кочорат, и Песталоци, има навистина прекрасни услови за спортување, има спортска сала. Нашата спортска сала беше на крајот на ходникот, каде што заедно со Зилха, тие случаи тука знаат кој е Зилха, спортувавме и сонувавме за некои спортски кариери. И покрај тие услови ова училиште, од ова училиште излегува познати спортисти, ракоментари, одбојкари, фудбалери, кошаркари и така натаму. Меѓутоа, тој сон денеска станува реалност. На отворањето на учебната година кажав дека оние што сега се првачиња нема потреба да го има тој сон, туку нашиот сон ќе стане нивна реалност. По 55 години ово основно училиште, кој што е многу битно, добива конечно спортска сала. Првото нешто што го прашав кога влегов во општинските бараки беше докаде состојбата со основното училиште, односно со спортската сала. За жал не можевме веднаш да направиме отворање на спортската сала, се јавија сериозни проблеми во изведбата, се појавија подземни води. Меѓутоа, благодарејќи на целиот тим кој што работи во општината, на Јонче, на Дамјан, на Игор, секојдневно доаѓавме туку, успеавме да санираме таа состојба. Но треба да се биде во животот реален и отворен. Јас морам да кажам дека оваа спортска сала немаше да постои доколку не беше претходниот градоначалник, не беа претходните советници, не беше и претходната директорка од која што изгуби фолклада, дека во нејзин мандат ќе почне мандат изградбата. И сакам на сите нити, на поранешниот градоначалник, на поранешните советници, на поранешната директорка, од се срцето се заблагодарам, да не беа тие немаше денеска да има оваа спортска сала. Наше беше, моје да го продолжиме тоа што веќе беше започнато и да го завршиме до крај. Да не должам, најважно е да отвориме спортската сала. Јас сакам на крај да се обратам на учениците. Овде го опишува. Ние денеска дојдовме и поле за спортски напредок. Ако можевме тогаш и покрај тоа што немавме услови да бидеме први, сега мислам дека можеме на вистина како основно училиште во центар да се гордееме со идните генерации. Јас сакам посебно да им се заблагодарам и на Андријана, и на Јули, и на Наташа, потоа на Дејан, на Ренато, како спортисти што дојдоа, на Ванчо, на Брчков, на Дарко Соколов. Овде со нас денеска не случајно се репрезентативци на Македонија или играчи кои што успеале на европско, односно на светско ниво. Тие не случајно се денеска овде. Тие се тука за на вас, како ученици, да ви покажат дека со макотрпна работа, со успешна работа, со спортување може да се допрати европските и светските висини. Да се огледаме на нив, а ние како општина, како родители, како наставници, очекуваме да се гордееме од вас, да се гордееме и како општина, и како град, и се развива како Република Македонија, затоа што сум убеден дека овде меѓу нас денеска се идните врвни спортисти на Македонија, на Европа и во светот.